Драга Македонија, добро ни дојдовте во уште едно летно издание од вашата омилена летна емисија Hot Stars. Ние, како што може и сами да забележите, се наоѓаме на нашата на веќе добро познатата локација, односно најактуелната локација ширум Македонија, тоа е Хотел Мирор Бока ди Лупо. Ние за денес ви припремивме и како интересна емисија, на вас само ќе ви предложам да си се сместите удобно затоа што почнуваат минути уживање. Нашата денешна гостинка, која што доаѓа директно од нашето соседство, можам да кажам дека се разликува по сите други поради тоа што секогаш на себе има по некои екстравагантни парчиња облека, како да кажам, дали се машнички, дали се фудбалски топки награди, оставам на вас да видите на нејзините настапи. Можам да кажам за неа само дека има 20 години, а веќе прави концерти ширум Балканот. Ема Радујко во отвореното студио на Hot Stars. Ве молам еден аплауз. Здраво, Ема, и така. Кажа во самата најава дека секогаш носиш некои екстравагантни парчиња облека, а тоа дека не го излажав е доказ и денешниот твој изглед. Што ова значи? Каква искрено, тематика има? Мени е, када се у питању аутфити, сцена, наступи, све јако важни. Значи, увек морам да сам фул обучена, ако нисам фул обучена, џабе све остало, не могу ништо ни да одрадам како треба. Ја кад се осеќам брутално у својoj кожи и у својoj гардероби, onda могу се да изнесам како треба, така да увек мора да буде нешто лудило и заедно се sa мојим стилисткињом увек договарам, правимо све заедно што треба. И увек мора да буде нешто брутално, нешто другачие. Така е, затоа и така тоа изгледа. Преуникатно би рекла, многу ретко кај нас барем во Македонија пеачите се осудуваат да излезат од својата комфорт зона, но затоа сега ви имаме припремено уште едно изненадување. А тоа е една наша млада пеачка која мислам дека ќе биде и како добра комбинација заедно со Ема, затоа што двете се млади, двете се убави, двете се атрактивни, двете делат иста професија. Да ја поздравиме Марија Данева во отвореното студио на Hot Stars. Повели, Марија. Ајде, добре ни дојде, не ни се поздрави со никој, ама се поздравивме претходно, знам зашто. Добро ве најдов. Како се чувствуваш, да те прашам и тебе, вака еве прв пат си ни во нашата емисија, исто како и Ема? Да, поискрена да бидам, често и задоволство ми е што сум дел од емисијата и како да се чувствувам покрај вакви убави девојки. Одлично. Благодариме премногу. Се знаете ли со Ема лично? Не, лично не, ама сега се. Али буквално кад сум тек стигла, одма сум запазила, реку видим да е баш лепа и згодна, морам да кажам. Фала ти многу. Марија ни е една од така најубавите македонски пеачки, млади. Можам да кажам дека вие две се разликувате само по некоја работа, а тоа е сценскиот настап. Ако Марија е повеќе посветена на вокалниот дел и на тоа како ќе го отпее, Ема ни е повеќе посветена на тоа како ќе изгледа на сцена, на перформанси, на сите тие работи. Но мислам дека двете работи кога ќе се спојат, според мене, тоа е веќе вистинско шоу. Се согласувате со мене? Апсолутно, да. Да. Јас можам да кажам дека јас се посветувам нели повеќе вокално, но во никој случај сметам дека не треба да се занемари сценскиот настап и тоа како ќе изгледаш. Но сметам дека кога ќе се споат тие две работи во едно, може да се стане вистински шоумен. Апсолутно. Ема, ти што мислиш на тоа? Код мене е све важно. Ali iskreno najvažnije na kraju da se ljudi jako dobro provedu i da taj provod se pamti, da se o tome priča. To mi je nekako najvažnije. A naravno sad uz brutalnog artista, izvođača ide i vokal i stil, oblačenje i sve. Znači sve mora da bude komplet i još da se ljudi ludilo provedu. To mi je nekako onako najvažnije. Ема, ти имаш изјавено дека секој изведувач треба да биде свој на своето, односно да се прикажува во свое најдобро светло. Зошто ова го кажувам? Затоа што имаш еден од поспецифичните настапи каде што еве кај тебе полевање со вода, кај Десингерица си има свој начин. Елена Карлиуша си има свој начин. Тие се неколку типови што се малку поразлични од другите. Дали сметаш дека тоа е една иста? Сега е лето. Сега е лето и е топло, па да се полеш со вода е. А кога е зимно време?
Кога е ладно надвор? Тад е... Некогаш би се поливала ли со вода на твоите настапи? Мислам дека не. Па не можеш то тако да ја питаш. Мораш да разумеш да она ради нешто свое. Она мора буде своја, човече, джаб. Ево, од друга страна сакам да го поставам прашањето малку заобиколено. Што сметаш според тебе дека е правилен начин да стигнеш до успехот и да бидеш пример помеѓу првите изведувачи или рамо до рамо? Па добро, ама тука знаеш како? Пример еви Александра Пријовиќ никогаш нема онакви екстравагантни настапи, она е баш Не мора, уз нju не иде да буде таква. Да. Уз нju иде да буде... Значи вечер. Да. Фала. Уз нju иде тоа. Те прашала. Дали знаеш нешто македонско? Знам дека не отиде на тонска проба, го пративме диџејот сам за да ја направиме оваа емисија, веќе го кажеме јавното. Дали знаеш некоја македонска песна? Може ли нешто заедно да ми запеете? Нешто македонско? Немој да ја певам на македонско. Ништо не знаеш? Не може од Тоша Не. Проевски сигурно знаеш нека Ја песна. за Ами сваки нешто. Ги знаеш на случај. српски Да. песните? Ова веќе е документирано пред камери, пази што си ветила. Има многу кажуваат дека наликуваш на мислам дека си женската десингерица. Не знам дали не знам дали знаеш, но тој ни беше еден помеѓу првите гости и кога го прашавме за мислење токму за тебе, ете, мислам дека сега немаш трема. Сега не. На почетокот малку да, но веќе Можда има не. малкица. Да. Малкица ти порукава. Малку, Малкица, али- треба да се опустиш, да се Да. као да причаш sa svojim drugaricama i ti to naravno da paziš. Да, како гледам да видам што ќе каже со кој ќе прича. Сврши за не Да. Да, тоа е. Марија, кажи ми која пеачка, еве пример да кажеме од нашата или од балканската сцена е твоја звезда воделка или твој идол или некаде каде што се стремиш пример да бидеш во иднина? Патокас, Каролина Гочева. знам. Каролина Гочева, да. Нормално. Каролина Гочева или Епа, ако бидеш како Каролина Гочева, тогаш никогаш нема да се појавиш на снимање. Каролина Гочева не се појавува воопшто на Знам. интервјуа. Ема, кажи ми тебе, кој ти е идол? Ти како кого пример, кој ти бил патокас низ целиот? Мислев дека ќе ми кажеш Бритни Спирс поради тоа што денес ми така некако Тој фазон. Ама кога беше Danas sam Тоа што Ема ни е настрплива да почнеме со играта, јас би поставила само Да, уште едно ајде. прашање, а тоа е во изглед можам да кажам дека исто така многу наликуваше на Елена Карлевиша, затоа што Елена Карлевиша од секогаш ги има тие смели комбинации да се појави она да биде жениште која ќе се појави на. Сега тука мислам дека може да направиме една кратка пауза, односно да наздравиме со едно убаво винце. Гледам дека пиеш водичка, ама ова е Pa mogu samo da nazdravim. да, живели сакам да ги оваа прилика би ја искористила да ги поздравиме нашите пријатели, помагатели од Вардарска долина, Шато Ери. Се насмеавме со летните авантури, време е и за Марија во живот да ни демонстрира што таа уме, знае да ни покаже преку нејзините игри. Ема, дојде твојот ред. Konačno. Или твојот дел. Ајде. Ајде. Помнам дека многу брзо ја изигравте играта што имаше припремено Марија, но Ема ти попушти. Да, знам. Го виде твојот аутфит вечерашен, дека на вистина не е Ženske баш. se uvek drže zajedno. Да, Да, тако е. Тако е. не можеше да направи чучњеви, како и да е. Девојки, не е само играта тоа што ви го има припремено Марија, затоа што сега следуваат кисели насмевки. Тука се малку поинтересни прашања на кои што ќе следуваат интересни одговори, веројатно. Повели Марија со твоите Не сакам воопшто да лажат, подобро е да се биде искрен, без разлика за што и да е. Мислам дека не треба во никој случај да се лаже, треба само искрен да се биде. Ема, ти имаш изјавено дека не сакаш машките да те менуваат и сакаш да ја прифатат едноставно твојата професија како таква што е. Da. Дали би била со некој твој колега музичар, затоа што само тие горе-долу би можеле да ја разберат професијата? Pa, iskreno, Najmnogo. Jeste stvarno velika stvar i važna stvar da neko prihvati sve ovo što ja radim. Jednostavno sam u pokretu, nalazim se među dosta ljudi, dosta različitih ljudi. Ali što se kolega tiče, iskreno nisam ni sa kim bila sa scene. Moji momci su uvek bili sa strane i to mi je tako odgovaralo i mislim da će tako i da ostane. Тебе те поврзуваат цело време со фудбалери. Врти од лево, врти од десно, пак фудбалер. Жена фудбалера?
Pa možda nema zbog moje pesme. Dobro, ajde, ja sam bila jednom u vezi i to i tad se vrtela priča oko toga, ali imam i pesmu Žena fudbalera, pa eto, verovatno zato. Марија, трошиш ли како жена на фудбалер? Трошам. Да? Да, Добро. да. Искрено, значи ми одговори. Добро, дај Боже сите да имаме да трошиме како Апсолутно, нивните ко жена жени. фудбалера. Особено тие фудбалерите што заработуваат баш убаво. Да. Кажи ми, кој од балканската сцена или од нашата сцена пример би го издвоила како добар дечко, добар маж? Нека биде војаш. Војаш? Никогаш не би рекла дека ќе го издвоиш војаш. A šta si ti mislila da će koga da izgleda? Па не знам, повеќе Желко Јоксимович, пример, би ми одговарал на изгледот на Марија, него војаш. Војаш никако не ми се совпаја. Kako Joksimović? Така сега, јас кажувам кој е убав. Не. Може не ми го разбравте добро прашањето. Јас кажав кој е добар како маж. Ти си mislila za muziku kao ko je dobar. Не. Кој е добар на изглед? Па на изглед или покрај мене како маж, како за дечко. Ајде, војаш, убаво се одговори. Ајде, нема вези. Ајде, тука од вас. Не, за дечка. Кој би издвоила? Па можда Вара Желко Јоксимович, откажи да знаме. Девојка има 24 години. Океј, сега тука настана некој недоразбирање. Марија се кажа војаш, така да следно кога ќе ни биде војаш тука кај нас во Македонија, ќе ги споиме Марија и војаш. Океј, договорено. Желко Јоксимович го брижиме од листата затоа што е женет човек. Nije, ništa protiv Željka Joksimovića, realno neko mlađi malo. Малку помлад, да, плюс и женете, точно во право си. Јас мислев кој се допаѓа на лик, ама добро, имаше се други разлика, периоди. што Joksimović dopada na lik. И тоа да, точно и тоа е така. Pa tako, reci da i mi tako da pitamo nešto. Ајде, слободно. Дали ми се допаѓа Желко Јоксимович? Дефинитивно, апсолутно. Definitivno. Мажиште. Мажиште. А кој уште... Ko ti je najzgodniji? Кој ми е најзгоден? Na primjer, evo, od, da kažem, mlađih. Ајде. Ajde. Сега мене каде ме фативте тука, кој ми е згоден, па згоден ми е Релја, можам да кажам дека ми е многу згоден. Кој ми е МС Стојан не е лош, иако оди сега со твоја врсничка или една година помала девојка од него. Ете, таму има разлика, зошто за таму не ми кажеш дека имаат разлика во години? Godine su samo broj, Па така е. pa slažem se. Те па ете двајца Nisam кажа. ja završila sa pitanjem. Dobro, ajde, imamo уште неколку прашања, се профрлиме. Onda imamo više vremena da vam duže traje emisija. Добро. A sad da ti pevaš sa kim bi snimila duet? Јас да пеам со кој би снимала дует? Od Па, mlađih i od starijih. веројатно заради тоа што малку сум јас побунтовна по карактери, нема да ми стојат